Добро утро и од мене, како што можевте да видите, новата песна на пејачката Наташа Мика Светлина донесе една свежина во македонскиот етер. Ке разговараме за овој видеозапис, за незините соработници за овој проект, инаку таа е и автор на песната, па ќе ни раскаже и како го поминува летово, што е наследно што може да го очекуваме од неа, на какви проекти работи во моментов. Добро ти утро, Наташа, многу ми е драго што си ми гостинка. Добро утро, добар и убав ден на сите кои што се приклучени на телевизија Сита. Така е, добре дојде. Драго ми е што си тука за нешто ново, за една промоција на нова песна. И секогаш, како и насловот на песната што е Светлина, ни носиш светлина во самото студио. Ти благодарам, мене секој пат ми е задоволство кога сум присутна тука кај тебе во студио и кога убаво си разговараме за убави теми. Така и насловот некако. Светлина. Тоа беше и иницијалната идеја кога започна да се создава самата песна. Првенствено на мене лично ми беше потребно нешто кое што е малку инспиративно и кое што знае да даде надеж и подкрепа да се справуваме со секојдневието. И така настана и самата песна Светлина. Музичкиот дел беше поставен од мојот сопруг Дамир Пух, која ми ја презентираше музичката идеја, јас се надоврзав со вокална мелодија. Текстот многу природно си дојде, иако првичната верзија на самата песна имаше една замисла, рефренот звучеше малце поразлично на демото, многу природно си се изделка и си дојде во ова сега што слушателите имаат можност да го слушнат. Миксот и мастерингот исто е изработен од Дамир во нашето Green Room Sound Studio тука во Скопје. И да, од аспект на музичкиот дел, мислам дека вака сеопфатно си кажав. Текстот ми беше многу не подвиг би рекла, но е поразличен од тоа што до сега го пласирав со 10 љубови, затоа што да, целиот албум и претходните синглови ми беа повеќе насочени кон испевање на љубов, опевање на самата љубов од секаков карактер и тип. А со Светлина всушност сакам да е песна која што е инспиративна и која што води напред, бидејќи сум убедена дека секој од нас има своја сопствена светлина која што си ја носи во самиот себе. И можеби некогаш талкаме низ животот, бидејќи секојдневието знае да не наведе во различни правци, но таа светлина е секој пат тука во нас и треба да ни е компасот кој што не води напред. Така е, што значи за секоја животна ситуација, како што кажа, не е само нели за љубов, туку за било што ни се случува и нешто да не осветли, да не охрабри, да ни помогне патот да го пронајдеме можеби. Така, бидејќи како луѓе некогаш знаеме да заталкаме, нормално животот не е лесен, си носи своји успони и падови. Да. И сакав да биде ова некое мало парче кое што кога некој се наоѓа и во таков некој темен простор, да си го има во позадината на умот, да си знае дека има светла страна на животот, дека не секогаш е така црно и бело и дека во многу наврати од нас самите зависи. Дека и ние избираме како гледаме на ситуациите околу нас. Затоа што ако се освртнеме према животот кон негативната страна, се околу нас ќе биде негативно. Да. А доколку и во најлошата ситуација се гледа барем малку позитивно, нешто светло, тогаш мислам дека на секој од нас животот ќе ни биде многу полесен. Така, кога гледаме надежта и позитивните работи, па дури на спотот се прикажува некако и светла и темна страна, тоа беше твоја идеја да го доловите и самиот текст. Точно, тоа беше идејата која што му ја презентирав на мојот драг пријател Мартин Георгиевски, кој што го испиша сторибордот за снимањето на спотот и после тоа ми помогна многу околу монтажата, значи монтажата е негово дело. И мислам дека многу добро ми ја разбра идејата уште од самиот старт, бидејќи и самиот тој е љубител на музика и свири на тапани, има свој бенд и уште од одма ни кликна соработката и мислам дека со снимањето и со монтажата баш го доловивме она кое што е самото значење на песната. На вистина изгледа светски спотот. Ти благодарам. Морам да те похвалам, да. Вака кога се гледа потсеќа баш на некои светски, странски звезди, сакам да кажам дека многу професионално, нели квалитетно е сето тоа сработено. Ти благодарам. Идејата ни беше да се избегне од тоа стандардно снимање на спотови. Сакавме малце да се навратиме носталгично кон изгледот на спотовите за време на 90-тите, кои што во тој период
се вртеа на канали како MTV, VH1 Music, да, носталгија. Да. И со самите ефекти што се ставени на спотот, како гледање низ призма, се што ја асоцира со светлина, мислам дека направивме еден убав производ заеднички. Да, во кои моменти, во кои периоди ти доаѓа најмногу да твориш, најмногу инспирација? Како се чувствуваш кога ти доаѓа наплив на емоции? Има ли некој посебен момент што ти го паметиш? Па, не би можела да издвојам некој таков момент. Се случиле во неколку наврати да се случат песни многу инстантно и брзо, без план, едноставно да исплива музика од мене. Таква една песна е Мерлин Монро, која што се случи буквално, сега лошо би звучало за 5 минутки, но така идејата, првичната идеја и текстот се случија многу брзо. Со бендот Station Innermost исто така имам една балада која што многу брзо ја сработив, буквално од будење, од сабајле си ја имаш музиката во глава и се што треба е да седнеш и да ја евидентираш некако, да ја запишеш. А од друга страна имало и песни кои што ми биле вистински предизвики, кои што претрпувале промени во многу наврати во самиот процес, се додека не се стигнало до некој производ кој што за моје уво е задоволителен и според критериумите кои што си ги имам како музичар, да звучи тоа доволно добро и истовремено емоционално да го изнесе тоа што сакам да биде кажано, затоа што не е доволно музиката само да се вреднува по квалитет. На крајот на денот на сите слушатели пресудна им е емоцијата која што музиката им ја буди. Да, и треба да поверуваат, нели, на музичарот дека не го пее тоа туку така, него со вистинска емоција. А ти кажа дека си соработували со сопругот, па како е со партнер кој што ти и приватно и професионално да се работи, бидејќи и двајцата сте музичари, образовани, школувани, дали сте перфекционисти и како доаѓате до нај крајен продукт заеднички? Да. Тоа е истовремено и благослов и предизвик, би рекла. Благослов затоа што и двајтата се надополнуваме, си имаме квалитети кои што ни се во различна сфера, музички гледано. Дамир си ја владее продукцијата. Исто и тој е многу добар музичар, виртуозен гитарист, компонира, одличен е за аранжмани. Од друга страна, јас, бидејќи доаѓам од класичниот свет, ги гледам истите работи, но би рекла од малку поинаква насока и увото ни е навикнато на различни основи, би рекла, од музички аспект, бидејќи секој пошол од различен начин. Класичната музика е нешто што цело време не водела по правила, по партитури, веќе е нештото запишано и треба само голема виртуозност да се изведе. Од друга страна, не знам, жанровите како што се рок, фанк, поп даваат малку поголема слобода, неговите почетоци се таму и кога ќе се спојат два света е навистина предизвикувачки и интересно. Да, вие правите таков микс, се забележува во твоите песни дека различни жанрови. Така. Знаеш да употребиш, да експериментираш. Така. Тоа планираш и во иднина така да те води едноставно како се чувствуваш, така да мешаш жанрови. Никој пат не било со предходно створена умисла дека сега ја сакам да сум артист кој што ќе меша жанрови за да биде уникатен или не знам. Не го гледам творењето како такво, туку едноставно низ мојот живот имам поминато доста многу музика. Значи имам и слушано многу музика и сум била вклучена во различни проекти, почнувајќи од класична, современа музика. Долго време бев член на составот Контемпора по соработка со Сојузот на композитори, значи ептен современи класични дела. Имам бенд кој што е прогресив рок, создавам поп музика, сум слушала од Витни Хјустон до најтешки метал бендови некои низ историјата на моето слушање. Така што сето тоа оставило некој белег и печат и оставило исто и емоционална дразба која што во даден момент зависи јас како се чувствувам, едноставно излегува на површина. Сега тоа мешање на стилови нормално дека има граница, бидејќи се со се не може да се измеша. Да. И не може како во кујна кога се готви, не може секој зачин одеднаш во едно јадење да се стави. Значи пак тоа треба да биде. Па сега тоа зависи од вкус. Но сметам дека до сега барем
вкусот ми е добар во тој поглед. Да, знаеш точно од кои зачини да ставиш, да не мешаш се. Сега тука па е малку пеачкото его кое доаѓа под рефлектор. Како пеачи, како некој што е школован глас и виртуоз, понекогаш сум имала потреба да се изразам дури не би рекла претерано виртуозно, но да, го имам тоа чувство дека сега сакам и ова, а може и ова да се достави, но треба човек да е доволно објективен и да знае кога да си ја постави границата, се со цел финалниот производ, самата песна да звучи добро, да не биде се ставено колку реда ради. Например, како да се потисне егото. Егото да биде ставено во служба на реализацијата на музиката. Да, спомна, ете, дека си сакала понекогаш да се докажеш, а ми се допаѓа што не оперски момент се забележува во многу твои песни. Да. Што наликува, нели, на опера. Оперското пеење е нешто што малтене цел живот ме пратело и сега техниката која што јас ја имам стекнато од тој свет е неизбежна да се, мислам, невозможно е да се потисне, затоа што и тоа било дел од мојот живот. Школован глас си ги има таквите предности, можеби затоа и мене ми е толку лесно да си играм со жанрови, да имам различни изрази, тоа да умешно да ми биде вклопено во било кој проект на кој што работам. Но од друга страна па и си го сакам тоа, не е нешто кое што би работела да се оттргне од моето пеење, бидејќи сметам дека па на бојата на гласот и на карактерот каков што сум, тоа е еден супер печат. Така би го нарекла и е препознатливо кога луѓе слушнат моја музика на радио, ме препознаваат како пеач и тоа мене ме радува. Да, така е. Не секој има, да речеме, стил изградено, нели, со години и да се држи до стилот, да биде препознатлив по некои и украси кои што ти умешно ги користиш во пењето, бидејќи на само радио, на едно слушање, не мора ни на телевизија да те види човек и дури на радио би знаел дека е твоја песната. Така. Затоа што си препознатлива и уникатна. Препознатливоста според мене е некогаш многу поважна и од виртуозноста. Затоа што на виртуозноста може да се работи, може да се тренира. А од друга страна, препознатливоста не е само од технички аспект, тоа е и од емоционален и од севкупно карактерен аспект. Бидејќи она што се пее во моите песни, ја гради целата песна и печат, значи и самото значење на текстот мене ми дава одредена експресија. Се надевам дека гледачите ме разбираат што сакам да кажам. Значи целокупниот пакет е тоа кое што едноставно ме направило тоа што сум. Да, и ти издвоило, да речеме, од другите, нели? Секој со свој некој стил, со свој некој печат, со свој белег. Така. Ти веќе тоа го правиш умешно со години. А исто знаеме дека знаеш да бидеш и човек во позадина или човек во сенка, бидејќи твориш и за други музичари, за други артисти, па колку тоа ти е предизвик? Подеднакво предизвика кој првото нешто. Убаво е да се биде во центар на вниманието, така, да се човек да застане на сцена и да си има свои настави. Истовремено е многу убаво кога се создава и за други артисти, бидејќи тоа налага влегување во туѓа кожа на некој начин, што за мене е исто предизвик. А уште еден аспект тоа е професорската дејност која што низ мои раце поминале многу млади луѓе и таленти на кои што се надевам сум им помогнала и сум им отворила пат и им имам покажано како и да се биде добар музичар, сум им дала насока како да си го одржуваат и негуваат гласот. Да, тука се и студентите мои од факултетот за музичка уметност во Штип на џез одделот. Тука се исто и моите ученици од средното музичко училиште Тодор Скаловски Тетовец. И да, кого е полесно да се работи со помладите или постарите? Си има своја тежина и едното и другото. Со деца е малце покршлива, би рекла, работата, затоа што во тој период се во пубертет, треба да се внимава што ќе се каже, како ќе се каже, да се има многу разбирање и толеранција. Од друга страна пак, мене тоа што ми се допаѓа е работата со веќе возрастни изградени луѓе кои што знаат точно што сакаат од животот и се работи на едно повисоко ниво. Значи, работиме на баш
учење детали и доведување на нивните квалитети на еден пиедестал кој што можат да си го постигнат. Така, сигурно и ова една благородна работа, професија и како што велиш и ти, веруваш дека си ги извела на прав пат, дека си им помогнала и сигурно тоа им значи на нив, а и на тебе, нели, како човек кој што знае да го пренесе знаењето, бидејќи ти можеш, нели, да си образован, да си школован, да не толку си умешан во пренесување на знаењето, а ти тоа го правиш. Верувам дека и со твоите колеги на кои што им помагаш во создавање на нивните песни, исто така имате убав однос колегијален, да речеме, неодамна за Павле Камиловски имаше песна, за Јана Спирковска, можеш да наброиш уште некој, нели, со кого соработуваш и да ни кажеш како функционира тоа, дали тие имаат некоја нарачка, ти бараат нешто или сепак ти ја поставуваш идејата за песните? Така, имињата кои што ги спомна, значи Павле, Јана, Мијата ни била долгогодишен соработник. Сега моментално имаме направено заедно со групата Dreamers убава преработка на песна на Венко Серафимов, која што нема да го откријам насловот, но утре е денот на објава. И доста луѓе поминале низ нашето студио. Секој пат методот на работа е различен. По некој пат самите доаѓаат и веќе имаат одредена идеја која што е започната и треба да се доврши од страна на мене и Дамир. По некој пат едноставно, не знам, препуштаат на нас двајцата. Можеби ќе направиме разговор, чисто да се запознаеме и јас и Дамир низ каква фаза поминуваат самите артисти од животот, што им е важно во тој период. И се трудиме песната да ја однесеме во таа насока. Например, беше многу симпатична соработката со Јана, која што е млада наша пејачка. И нашата соработка започна на тој начин што ние првиот пат и понудивме песна, која што она ја прифати и си ја изведе и супер помина. А после тоа ни се обрати уште еднаш и кога дојде кај нас во студио, буквално се произнесе како: слушајте, јас сум позитивна личност, сакам некоја позитивна песна која што сакам мене да ме отслика, ни кажа, ни наброја одредени работи и после тоа со Дамир ја направивме незината "Се е возможно". Да, која што мислам дека баш супер народски кажано и легна. И за пеење, и девојчето си ја доживе многу добро. А и самата песна после тоа многу добро помина тука и по радиостаниците и со промоција. Да, баш ја промовиравме и тука, неодамна и Павле, нели, ја промовираше исто тука и новата песна, и на таа работевте заедно со Дамир. Со Дамир го сработивме музичкиот дел, а текстот е на Ксенија Николова. Така. Да. Веќе се редат доста соработки со артисти од нашата естрада, а сега пред малку ја слушавме, нели, додека зборувавме и од Evanescence Bring Me to Life, па дали тоа ти е една од омилените песни од детството? Сакаш такви преработки, кавери понатаму да правиш? Искрено мене навистина ми буди некоја носталгија од детството, а гледам дека сакаш и да препејуваш некои странски така постари песни од минатото. Дефинитивно имам голема доза на носталгичност за тој период. Мислам дека најмногу ми фали моментот на двоење време за слушање само музика. Бидејќи тоа е нешто што го правев за време на моите тинеџерски денови, едноставно во текот на денот си имав по неколку сати за слушање музика кај што целосно се препуштат и уживат. И дефинитивно тие денови и таа музика оставила печат на мене и секој пат ми е убаво да се навратам. Некои песни кои што во тој момент ми биле недостижни од пејачки аспект, а сега ми се лесни за пеење или не знам, едноставно чисто само емоционално ме тригираат. Сакам така да ги спакувам по некој пат и од време на време да ги објавам на моите социјални платформи, како Инстаграм. Да, но во интерес на времето, за жал, многу помалку ми останува време за таквите преработки, затоа што и уметничката, креативната дејност и професорската дејност ми црпат многу време и енергија. Како што напомена и ти, за да се балансираат и тие двете работи, затоа што, како што кажа, ако си уметник не мора да значи дека си добар професор и обратно. Јас сум доста амбициозна во тој поглед и сакам да делувам добро и во двете сфери. А за тоа бара малку поголем ментален ангажман и да се внесе човек во работата што ја работи. Да,
Но добро. Затоа слободното време и оние хобија трпат, нели? Трпат, да. Нема толку време како порано кога ќе сме си пуштале некое CD или кога ќе сме си пуштале Така. касета и слушаш со сати еден ист албум. Така. И го вртиш и си ги цело време песните си ги преслушуваш. Сменете целиот тек на животот со интернетот и со така, како што споменав, Фејсбукот, Инстаграмот, но и ова време си носи своји позитивни карактеристики. Технологијата е толку отидена напред што сега ни овозможува да го постигнеме тој модерен звук многу полесно, значи многу од компонентите кои што се користат во професионални студија сега се компјутерски адаптирани за да може на буквално клик-два да си ги имаш на располагање, ако имаат горе-доле истиот резултат, тоа заштедува и простор, заштедува и време, па и финансии на некој начин. И дава можност на тие музичари кои што си ја работат или еве конкретно сакаат да се реализираат како продуценти со студиска работа, тоа им отвара можност да можат многу полесно да стигнат до таквите алатки. Тоа е една голема предиспозиција на денешното време, што, например, порано било луксус. Да, за нешто е плюс, нели, технологијата. За нешто е плюс, за нешто е минус. Позитивните работи, да. А летово работно ќе го поминеш и понатаму или ќе имаш време сепак и да здивнеш од сите обврски? Би сакала да здивнам, искрено. Во план ни е некој одмор, но првично даваме предност на снимањата кои што ги имаме закажано сега до крајот на јуни. А од друга страна, па и драго ми е што годинава имам 4 дипломци, 4 студентки кои што треба да ми дипломираат во јуни. Така да до крајот на јуни сигурно ќе сум тука во Скопје, а за понатаму не знам. Да, исполнето времено, добро, ете за убави работи, за дипломирање, како што кажа и самата ти. Пред крајот би те прашала и за патувањето во Кина, бидејќи оттаму произлезе една песна која што ќе видиме и во продолжение со видеозапис. Како се случи сето тоа да отидеш таму? Како си помина? Видов дека имаше и настапи, концерти, а имаше, верувам, инспирација за творење? Што ме една песна произлегла? Патувањето во Кина беше службено и тоа е во соработка, значи, Музичката академија од Штип, джез одделот, заедно со Зеџанг конзерваториумот за музика, што е во Ханжо. Тоа е, да, Зеџанг е самата покрајна во Кина. И ние како факултет Музичка академија, заедно со академии од Централна и Источна Европа, имаат соработка со Република Кина за размена на студенти, за размена исто на професорски кадар. И од тој конзерваториум се имаше одржано таков тип на собир, каде што се донесоа джез композиции кои што се специјално искомпонирани за концерти кои што беа планирани за таму, а на нас професорскиот кадар ни беше овозможено да се држат мастер класи. Моето прво патување во Кина беше пред 2 години. И додека бев таму за прв пат доживев културолошки шок во смисол колку Кина е напредната технолошки и општо самата големина на градот во кој што се наоѓав и луѓето колку беа топли и приемчиви, но единственото нешто кое што тој период ми беше малку чудно е неможноста за инстант комуникација со моите дома поради временската разлика. И од многу тие нови работи кои што ги доживеав додека бев таму, немав со кој да си ги споделам. Па така, додека бев за време на првиот престој, цело време низ глава ми се вртеше Тука со мене, која што е песна на албумот 10 љубови. Таа беше издадена во склоп на албумот, но не се стигна да биде објавена како сингл. И кога се случи втората покана од Зеџанг конзерваториумот, едноставно знаев дека второто патување мора да се случи нешто, да се евидентира, да се сними барем мал спот за самата песна, бидејќи и за мене е убав спомен. Од таму баш се сцените. Од таму, да. И мислам дека испадна многу симпатично видео, кое што е снимено со телефон. Сакав да се долови на видеото, како да комуницирам на видео кол со мои блиски. Така сакав да биде доживено, како додека се шетам низ самите места, додека сум во кола, додека патувам и додека го гледам пейзажот на градот,
така гледачите да имаат чувство како да се на видео кол со мене, како да им го покажувам само. Да, така и изгледа навистина кога се гледа како да разговара некој со тебе и покажуваш нели што се си поминала таму, каде се си шетала, некои обележја. Има ли нешто особено што ти остави впечаток во смисла на образование, култура, храна, како што кажа, нели и шок некој си доживеала таму кога си била? Па ете некој специфичен момент или обележје можеби? Дефинитивно, кинезите како народ си ја почитуваат традицијата. Во рамки на тој конзерваториум кај што бев, значи изучуваат класична музика, изучуваат традиционална кинеска музика, како джез оддел е сега исто новитет кај нив самите, затоа и ние бевме таму дојдени за давање дополнителни насоки. Кинескиот народ е многу дисциплиниран. За мене беше шокантно нивото на дисциплина кој што младиве деца ја имаат, додека вежбаат одреден инструмент, и не само инструмент, него и пеење, колку време посветуваат и до која прецизност го доведуваат тоа дело во изведба, што дури по мој вкус малку звучеше и стерилно, што е толку па и предобро. Кога е нешто перфектно. И претходно во разговорот, дека ако е нешто технички многу добро изградена, не мора да значи дека го има импактот врз слушателите. И тоа беше, ама дефинитивно е културолошки шок за мене, бидејќи кај нас тука поинаку се поставени работите. Добро е што се видел една друга страна и друг начин на функционирање. Ќе го погледнеме и видеозаписот за тука со мене. Јас ти благодарам што беше денеска тука со мене и со нас, па да се видиме пак за нешто убаво, за нешто ново. Ти благодарам и на тебе за одвоеното време. Поздрав до сите гледачи. Уживајте понатаму во музика, а утре се гледате со колегата Тино. Од мене довидување.